Од завчера најавеното повеќе од двојно зголемување на сметките за водни услуги продолжува да ја вознемирува прилепската јавност. Граѓаните се лути и гневни, бидејќи како што велат, се чувствуваат повторно излажани, зашто во предизборието тогашната опозиција, а сегашна власт им ветуваше дека сметките за вода ќе бидат намалени за 20%, а не зголемени дури и за двојно повеќе. Па не е во ред, мислам дека е премногу. Знам дека ќе се зголеми водата, цената, ама не знаев колку, ама тоа е премногу. Пензионери кои имаат минимални или 10.000 прилика пензија или знаете, оние ниски пензии, тешко. Ќе можеме ли да ги издржиме овие нови давачки со овие пензии? Ќе ги да море со 10.000 пензија. Премногу е. Па премногу е. Не премногу туку, оти не се замисла тие колку пари зема. Тоа поскапи. Ма 60% ти на едно поскапување, тоа веќе не е нормално. Срамота е, колку за 60 многу. Нека крене, што го слушна господинов пред малце, што рече 15 нека подкрене. 60% пари се за граѓани, со кој пари ќе плаќа? Новите сметки ќе бидат повисоки за околу 60%, како последица на преминувањето на пречистителната станица во владение на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација, од каде пак не негираат дека сметките за водни услуги веќе од наредниот месец ќе бидат значително зголемени, но се правдаат дека тоа било нивна законска обврска, која била подпишана уште од претходната власт во 2008 година, кога започнала и да се гради пречистителната станица. Цената на водата не поскапува. Со функционирањето на пречистителната станица, согласно законската регулатива во Република Македонија, се утврди цена за нова сосема засебна услуга пречистување на урбани отпадни води. Веројатно свесни за последиците од ова поскапување, кое ќе биде сериозен дополнителен удар врз онака осиромашените граѓани, советниците од власта на последната седница изгласаа и одлука со која од општинската каса ќе биле издвоени околу 1,5 милион денари за субвенционирање на 5 кубни метри вода од вкупно потрошените на месечно ниво на околу 500 социјално загрозени семејства, во што пак опозицијата препозна гол популизам во пресрет на председател избори. Ние, советниците од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, понудивме предлог со искрена намера за целосно ослободување од сметката за вода на овие граѓани, а не само 5 метри кубни. Сметка која овој месец се очекува да стигне кај сите, зголемена за приближно 60%. Оваа предложена мерка ние ја поддржуваме, но сметаме дека истата се носи со јасна намера, ден пред распишување на председателските избори и со добра калкулирана позадина. Инаку пречистителната станица со 23 милиони евра европски пари започна да ја гради претходната власт, а во употреба беше ставена минатата година. Од овој месец стопанисувањето со неа го презема јавното комунално предпријатие Водовод и канализација, чие одржување како засебна единица со нови 25 вработени индиректно ја зголемува и цената на водните услуги.